Во чест на Крсте Петков Мисирков, големиот македонски патриот, научник и визионер, вчера во Софија во организација на Фондацијата Рамковски, представници на Македонската академија на науките и уметностите, на Фондацијата, на општината Центар и на Македонската православна црква заминаа во Бугарија, положија цвеќе и се поклонија пред гробот на Мисирков. На црковната делегација не беше дозволено да направи панахида за Мисирков. По цели 44 години ова беше втора официјална македонска делегација која дојде да се поклони пред вечниот дом на Мисирков, по далечната 1963 година, кога организирано го посетило Славистичкото друштво на Македонија. Македонската посета вчера се одржа на денот кога пред 81 година почина големиот Крсте Мисирков. Реч за неговото дело одржа академик Блаже Ристовски, кој потсети на значењето што творештвото на Мисирков го има и ќе го има за македонската државност и култура. Принос што во овие 100 години се гледа во нашата современа држава, во Република Македонија. Се што имаше помислено, напишано и речено во неговите дела, денеска скоро се е реализирано. Академик Ристовски изрази надеж за конечна афирмација на Мисирков во државата за која работеше сиот свој живот. На гробиштата во Скопје се уште стои местото и за него определено до Димитрија Чуповски, чекајќи благопријатни политички и други околности да може да отиде таму за да се исполни неговиот предсмртен завет. Пред могилата на Мисирков, председателот на Фондацијата Рамковски, Георги Барбаровски, рече дека Мисирков ни е нужен и денес, зашто неговиот дух напојува многу генерации и дава одговор на суштествените прашања за македонската држава. Актерот Славко Нинов говореше извадоци од статиите на Мисирков, актуелни денес како и пред 100 години. Беседата на академик Ристовски и воопшто македонската посета на заборавениот гроб на Мисирков предизвика големо внимание кај бугарските медиуми, а почитувачите на Мисирков вчера во Софија ги прими и амбасадорот Абдураман Алити. Фондацијата Рамковски изминативе 3 месеци го популаризираше делото на Крсте Мисирков и ја преобјави неговата епохална книга за македонските работи.